Почитувани гледачи, во изминатиот период имавте можност да ги проследите првите две емисии од проектот Младенски глас, кој го реализираа Црвен крст Гевгелија и Клубот на млади, во кој ни гостуваа секретарот на Црвен крст Гевгелија, младинскиот координатор и председателот на Атлетски клуб 7 ноември во Гевгелија. Денешната емисија 10 прашања со не носи нов гостин со интересна и мотивирачка приказна зад себе. Имено Стајнова збор за госпоѓа Ружица Икономова, директорка на Основното општинско училиште Владо Кантарџиев Гевгелија. Чест и задоволство ни е што ви имаме за гостин во новата емисија. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Честа е моја што сум дел од вашата емисија Младенски глас на Црвен крст. По професија сте дипломиран дефектолог, односно специјален едукатор и рехабилитатор. Зошто ја одбравте таа професија? Таа професија одбрав затоа што пред се многу ги сакам децата, а посебно децата со посебни потреби, со потешкоти во развојот и со дисхармоничен развој. Дали кога би можеле повторно да бирате, би одбрали истата професија? Секако би ја одбрала истата професија, затоа што навистина си ја сакам професијата што ја работам и би сакала да ги мотивирам сите млади луѓе, особено матурантите, да се запишат на Институтот за специјална едукација и рехабилитација на Филозофскиот факултет, за да можеме заеднички да делуваме на полето на инклузија и да го подобриме квалитетот на живот на децата со посебни потреби. Колку време ја работите оваа професија и каде се сведува вашиот работен ангажман? Откако го завршив факултетот, работам со деца со посебни потреби и со потешкоти во развојот. Десеттина години сум стручен соработник во Основното училиште Владо Кантарџиев од Гевгелија, а веќе година и пол сум директор во истото училиште. Исто така, последните 3 години сум хонорарно ангажирана како дел од тимот во Центарот Мајка Тереза. Каде се пронаоѓате повеќе, како директор на Основното општинско училиште Владо Кантарџиев или во Центарот Мајка Тереза како дефектолог? Предизвик ми е работата што ја работам и во училиштето и во центарот. Работите се разликуваат, меѓутоа се пронаоѓам и во двете. Во Центарот Мајка Тереза сум ангажирана во полето на рана интервенција, психомоторна реедукација и сензорна интеграција и тука претежно се работи со деца. Во училиштето пак сметам дека можам да придонесам со своето знаење и искуство за подобро функционирање на училиштето, затоа што Владо Кантарџиев е училиште со висок рейтинг во кој што учат и работат мотивирани наставници и ученици. Можете ли да ни откриете што најмногу ве исполнува и мотивира во текот на работата? Ме мотивира и најмалиот успех, ме мотивира и еден чекор, ме мотивира и една насмевка. Ме мотивираат и наставниците без кои не може да се замисли било каков успех. Ме мотивираат насмејани лица, но и оние кои изразуваат незадоволство, затоа што заеднички кога бараме решение, успехот е неминовен. Со кои предизвици се соочувате во текот на работата? Предизвици и проблеми има од секакви извори. За жал, брзиот развој на технологијата и немањето време го земаат данокот. За секој проблем, за да пронајдеме решение, потребен е тимски пристап и сметам дека само тогаш може да наидеме на позитивни резултати. Тимот значи сите што се вклучени во животот на едно дете. А во работата во училиштето во проблемите се решаваат доколку сите сме на истата страна, и наставниците, и родителите, и децата. Тимската работа и правилното распоредување на човековите ресурси се од клучно значење за функционирањето. Која група ви задава поголеми предизвици во работата, децата или родителите? Дефинитивно е потешко да се работи со родителите, затоа што во денешно време со пристапното однесување, презаштитничкиот однос кој го имаат родителите, преголемото задоволување на потребите на децата, прават да родителите се непристапен терен за работа. Од друга страна, со децата е друго. Тие можат магично да направат да исчезне и најголемиот проблем и потешкотија. Имате ли слободно време и како го поминувате? Слободно време нема многу, но се трудам квалитетно да го поминам со моето семејство. Сакам да се дружам со моите пријатели и колеги, сакам да патувам и кога ми се пружи можност за истото, тоа го користам. Во текот на 2023 година во соработка со Црвен крст Гевгелија и Општина Гевгелија реализиравте еден голем и важен проект наменен за родители во текот на детскиот развој, секое дете со својата автентичност.
Може ли да споделите повеќе информации за истиот со граѓаните? Во врска со овој проект беа реализирани 8 работилници на различни теми во кои што беше опфатен развојот на детето, типичен и атипичен развој, позитивно родителство и други теми. Имаше добар одзив од граѓаните. Овој проект го работевме заедно со моите колешки, специјални едукатори, Мери Ангелова, Мери Кузбанова и Елисавета Карастојанова. И истиот проект ќе го продолжиме и оваа година со нови теми и се надеваме дека исто така ќе има еден позитивен одзив од граѓаните. И за самиот крај, кога би имале можност, што би промениле во заедницата за подобро утре на секој поединец? Најпрво би го променила погледот кон светот. Доколку сите ние погледнеме низ призбата на детето што се крие во нас, а тоа е без предрасуди, без суети, тогаш светот би бил подобро место за живење. Денот е поубав доколку некому му предизвикаме насмевка наместо солза, доколку се радуваме на тоа што го имаме, а не тагуваме кон она што го немаме. Ве благодариме за одвоеното време и искрените одговори. Благодарам и јас за поканата. Драги гледачи, се надеваме дека ви се допадна оваа нова емисија 10 прашања со. Ви благодариме на поддршката и очекувајте ни со нови интересни гости и содржини во следната.